камион со тетовски регистарски таблици на македонска транспортна компанија фирма во која што се превезувал опасен отпад од Скопска топилница. При проверка е пронајдена дрога во количина од 800 килограми. Што се има случајно вчера? Вчера на бугарско-турската граница е запрен камион со тетовски регистарски таблици на македонска транспортна компанија фирма, позната е, во која што се превезувал опасен отпад од една скопска топилница. Тоа е отпад од филтрите на оджаците. Да не навлагам се у деталите дека тој отпад не смеела да го превезува таа фирма, дека тој отпад требало да го превезува само фирма која што за тоа има лиценца, дека тој отпад се превезува само под надзор на Министерството за животна средина и така натака. Значи се прави тука прво има еден голем криминал само во процедурите, бидејќи го превезува фирма која што нема лиценца за управување со опасен отпад, покој што спаѓа радиоактивен и така натака, го превезува, значи го експортира фирма која што има седиште во Турција, а експортира од Македонија. Камионот или возилата за кои што се транспортира овој опасен отпад немаат АДР дозволи, што самото по себе е проблем. Вчера го фаќаат на бугарско-турската граница, инаку, при излез од Македонија деклариран е отпадот како отпад, опасен отпад. Во Бугарија се менуваат документите и отпадот се му се вадат нови шпедитерски листови во кои што стои дека сега веќе не е отпад, туку сега веќе е цинков концентрат, бидејќи тој опасен отпад од оджаците има 35% цинк. Во Турција да е забранет увоз на опасен отпад. Ги менуваат листовите и на турска граница, турците го застануваат камионот, го претресуваат, вадат листови, отвараат церадата и ги проверуваат вреките во кои што е содржан овој опасен отпад. При проверка на вреките на овој опасен отпад е пронајдена дрога во количина од 800 килограми, значи марихуана 800 кила. Ке се вратам на дрогата. Овој отпад, инаку, кој што содржи 35% цинк, е предвиден според листовите, кои што најверојатно се фабрикувани, е предвиден дека наводно ќе се експортирал во Тајланд. Меѓутоа фирмата која што треба да го увезе во Тајланд нема ставено печат дека навистина го увезува тој отпад, со што самиот извозен лист е неважечки, нелегален, бидејќи мора на тој лист да има потпис печат од сите фирми. Значи извозник, транспортер, увозник, увозникот нема ставено вакво печат, што значи дека тие се фалсификуваат овие документи. Влегува робата со сменети листови во Бугарија, влегува во Турција како цинков концентрат и на крајот сомнежите се дека најверојатно завршува во овој опасен отпад завршува во Иран. Зашто во Иран? Бидејќи во овој отпад има 35% цинк, во Иран кој што е под санкции инаку, цинкот се користи за обложување на цевки на оружје, на топови, тенкови, пушки и така натака, ракетни лансери. Значи се користи за обложување на цевките, цинкот. Иран е под санкции за трговија, увоз, извоз, тоест санкции имаат сите, најголемиот број од државите имаат санкции кон Иран и не се извезува ништо што може да се користи во воената индустрија во Иран. И НАТО надминува санкциите, да, ама за воена индустрија исклучиво е забранет. Сега, пошто ова се извезува, значи ние
од кај нас некој ги прекршува санкциите, а се работи за една топилница. Меѓу другото, освен што во овој камион се шверцува овој опасен отпад со нелегални документи за да заврши на пазарот во Иран, внатре во овој камион во две или три вреки уствари е скриена и количина од 800 килограми на марихуана. И ова се случува све вчера на граница. Македонските служби до сега, до овој момент, за ова немаат слушнато, тоест ги немаат, сигурно се известени, но нема се уште официјална активност. Еве сега ќе ја пуштиме снимката од камионот што ја апсечера. Не пушти еднаш на фул скрин, нека пушти еднаш на фул скрин, без звук. Па после нека тера до нас. Што? Сакаш ти? Не имам. Ова е снимката од вчерашната акција на турската полиција на бугарско-турската граница и некој камионот кој што видовте има тетовски таблици. Сега, ова е проблем од повеќе аспекти. Проблем е што кај нас има субјекти кои што експортираат во Иран. Иран е под санкции и од Македонија. Иран е под санкции и од САД, САД ни е стратешки партнер. Иран е под санкции од Европска унија. Проблематично е ова многу и што би значило ова за нашата земја, освен ако веднаш итно не реагира државата и не санкционира све ова што ја довело во опасност државата да биде ставена под санкции. Мислам дека и ние може да го јадеме стапот као држава колективно, бидејќи ова е многу голем прекршок, многу голема заебанција. Ова е многу проблематично. Марихуаната си е запазена во Турција, и проблем е ова е поголем проблем што овој отпад кој што е 35% цинк ќе заврши во Иран и ќе се користи во употреба во одбранбената индустрија во Иран. Така да можно е санкции да не станат. Добро, види, она што е интересно ти што го коментираше до се, постапката како оваа фирма уопште се дала со ваква работа да се бави во Македонија, затоа што се работи за странска фирма, ако добро те разбрав. До сега Топилницава си имала договор склучено со некоја фирма од Македонија која што ги има сите лиценци, дозволи така натака и така натака. И тоа не е проблем. Не е проблем да се управува со отпад, само треба да ги имаш лиценците и да управаш кој што треба и да не извезуваш у Иран. И да не правиш вакви прекршоци. Но спротивно на законот и спротивно на лиценци, оваа топилницата носат некоја фирма од Турција која што нема седиште и подружници во Македонија. Министерството за животна средина не знаеме како дава дозвола за трговија со опасен отпад, бидејќи оваа фирма нема интегрирана дозвола за управување со тој отпад, а има одобрение за трговија со овој отпад. Му се дава такво одобрение, а он е експортер, значи он е извозник на оваа роба, македонска компанија е транспортер, шпедитер и ова се случува.
Јоанис вика не е проблем само за Иран што ќе отидат, туку ќе завршат и за Хамас и за Хезбол. Веројатно оружјето кое што го произведуваат ќе завршат за поддршка на Хезбола. Значи ова е проблематично на многу аспекти, на многу нивои и од многу аспекти. Да. Особено сега со господинот Трамп на чело кој што вети дека на Иран сега ќе ви Иран Забранов, да. и Хамас и сите останати, ова е проблем. А на 4 февруари Нетањаху е на посета кај Трамп. Ова проблем.